Почитувани гледачи, продолжувам понатаму со вестите на ВИС. Гостин во денешното издание на вестите ни е Виолета Голубова од Сдруженијето за глуви и наглуви лица од Струмица. Виле, добре дојде во вестите. Добро вечер, благодарам за поканата да питам гостин по вашите пладнени вести. Така. Значи, со Виолета зборуваме за уписот на првачињата. Знаеме дека во месец мај е уписот за сите првачиња, но е и упис за децата со попреченост во слухот. Како течат уписите, имаме ли проблеми и до каде сме стигнати со постапката? Значи, за календарската школска година 2017-2018 година, училиштето Центарот за образование и рехабилитација на деца со очетна слух и говор Коча Рацин распишува конкурс за упис на тие дечиња. Имајќи го предвид фактот дека дечињата што се, ако бидат упатени на школање во Коча Рацин Битола, се сместени во со интернатско сместување и со образовниот процес, што започнува за тие дечиња. И за тие дечиња, како и за дечињата што се овде во редовни образовања, и таму исто така има подготвителна настава, значи дечињата се запишуваат од твојата шеста година и се запишуваат на школување до 8 одделение и почнувајќи од 6-та година до крајот на своето основно образование, тие деца се таму интернатски сместени. Меѓутоа, можам да кажам, ако интересот како и што е по закон или обврска дечињата во прво одделение да се запишуваат по закон, да мора да се едуцираат тие дечиња, со глувите дечиња и наглуви, има огромни проблеми, бидејќи самите семејства, живејќи можеби во една среда на кај што се стигматизирани тие дечиња, лично од самото семејство, па и од пошироката околина, обично тие дечиња ги запишуваат во редовно образование. Но знаеме дека дечињата што се упатени во редовно образование, дечињата со оштетен слух, како имат уште на почетокот на своето образование, значи имаат проблем. Прво со адаптација на средината, бидејќи тие се глуви дечиња, за нив е потребен еден посебен систем на образование со посебни програми, со поупростени програми кои што можат да бидат соодветни за нивната попреченост. Така, вие сте тука секој ден за нив, работите, се гледате, контактирате и така натаму, сигурно и делувате на нивните одлуки да ги запишат своите дечиња во прво одделение или понатаму во нивниот образовен процес. Сметате ли дека треба повеќе ангажман околу овие лица? Значи да, секако дека треба повеќе ангажман. Имајќи во предвид дека ние тие дечиња ги откриваме преку центрите за социјална работа, бидејќи родителите тие деца ги категоризираат. Знаеме дека до 5-та година обично не може да се утврди попреченост на детето. И е попречено за глувото или за слепото дете, веќе тоа е видливо, меѓутоа родителите обично самите го прикриваат, тоа им е тешко да се соочат со висината дека неговото дете е поразлично од другите и така натаму. Ние се обидуваме, пример да речеме со средби со семејствата. Теренско што би се рекло, на терен често пати јас ќе разберам од некои нивни блиски роднини. Заради тоа што, значи, повеќе јас 17 години како сум во таа област, делувам во таа област на работење, ниеден родител не дошел отворено искрено да каже јас сакам моето дете да се школува таму, но вие секогаш морате да ги убедувате, да им кажете што е најдобро за нивното дете и еден апел и до училиштата, да речеме. И училиштата кај што има вработени дефектолози сметаат дека ако има дефектолог, дека тој ќе се погрижи за нивното дете. Но има разлика меѓу дефектолог. Претежно овие дефектолози што се вработени во нашите училишта, тие го немаат искуството во работа со глувите деца, а за глувите деца обично смер во дефектологијата е сурда дефектологија. Значи, тие во училиштето Коча Рацин си има соодветен кадар кој што може да работи, кој што може да влие тоа дете еден ден да се вклучи во тековните интеграции во секојдневното живење и во средината во која што живее. Колку и ние да викаме ќе ги прифатиме тие дечиња, не е точно. Значи, години од моето долгогодишно искуство ретко кој го прифатил. До душа и меѓу самите и семејствата обично се после се странат како да не сакаат и нивното дете се дружи со другите деца заради тоа што сметат дека така ќе го заштитат. Така, спомнавме на почетокот токму за таа стигма. За жал, овие деца завршуваат најчесто дома. Да. Не продолжуваат никакво образование. Да, и подоцна, сега колку тие дечиња дома, ќе останат дома, тие се неписмени. А знаете колку голема предност е глувото дете да биде писмено. Да знае
да знае да се снајде во околината во која што ќе живее. Бидејќи ако се описмени, ако има соодветно образование, ќе може да се вработи, ќе може да се најде себе си. Јас често пати знам да кажам и да се најде соодветно друштво со кое што ќе ме контактира, ќе дружи, бидејќи за воля на вистината, ретко кој досега покажал интерес да го научи знаковниот јазик, да работи со своето дете, заради тоа што и самите родители не го знаат знаковниот јазик. И кога ќе дојде оној камен на сапнување, фазата на пубертет, фазата кога ќе свати детето дека е поразлично од другото дете, тогаш настануваат тие конфликтни ситуации, борба на детето самото себе, борба и на семејството, како сега да му помогне. Ама вие не можете да очекувате на 15-16 години тек да го писмените детето. Да, во училиштето Партија Загребско во Скопје постои еден начин како да му се помогне, да речеме, ама до 26-та година, 2 години да речеме, да научи некој занаат. Ама вие не можете на 19, на 20 години да го научите детето базична писменост, основна писменост. Значи тоа се работи се знае во која возраст. За џабе не се рекло, значи од 6-та година или од 5-та година, нели како нешто подготвителни настави од 5-то од прво до 5-то оделение и така натаму, значи. И исто така во Партија Загребске тие се почнуваат веќе и таму се настануваат промени. Ќе има нови занаети кај што ќе можат глувите дечиња да се најдат себе си. Бидејќи тие веќе почнуваат информатичка технологија да ја запознаваат доволно добро. Бидејќи има многови програми на интернет кои што со знаковен јазик, кај што може да се запознаат со се она што се случува во светот. Меѓутоа, базата е писменост. Така, јас се надевам дека овој разговор ќе го слушнат родителите на идните ученици, дека ќе допре до нив овој разговор. Јас се надевам дека ќе допре до родителите еден напор. Значи, не е срамота да имате такво дете, значи. Заете му шанса тоа дете да се школува, да се најде себе си во средината во која што припаѓа, а еден ден можеби ќе се интегрира и ќе може да се најде себе си каде и да е, ќе може да се оформи семејство, но пред се, ако вашето дете е неписмено, вие како да сте му непријател на вашето дете, непријател. Ви благодарам. Виле, јас ти благодарам што беше дел од ова издание на Вестите. Имаме многу теми за зборување, но се надевам дека во некоја наредно издание. Секако во друга прилика. Отворена сум за соработка. Благодарам уште еднаш. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини предвидени за овие вести.